Солзи радосници, прегратки, длабоки емоции. Ваква беше сликата денеска во градската библиотека во Прилеп, каде се изврши прелиминарна распределба на 76 социјални станови. 34 годишната Наташа Цикуровска, самохран родител на 4 малолетни деца, беше меѓу оние кои денеска го остварија својот животен сон и добија свој дом. Каде живеевте во село? Во Подкирија се уште. Од што живеевте, пари? Само додаток за четврто дете. Би се оствари сонот? Секако пред се за моите деца. Најстарата е 12 години, во четврток точно, еве да кажам, роден ден скип подарок. Се извинувам. 7 категории на граѓани можеа да учествуваат во апликацијата. Приматели на социјална помош, деца без родители, слепи лица кои примаат социјална помош, инвалидизирани лица на кои им треба помош од трето лице, самохрани родители со малолетни деца, лица погодени од елементарни непогоди и припадници на ромската заедница со социјален ризик. Презадоволни беа и другите луѓе кои што денеска добија покрив над главата. Пресечно, презадоволно. И сакам да продолжи вака сите да добие што нема услови, да има една подкрив на главата. Благодарам многу на сите. Под кој критериум вие добивте стан? Под социјален случај. Социјален случај, да. Четворица. Четворено семејство сум. Колку години земате социјално? Социјално земам негде над 20 години фаза. Чувството е прекрасно, малку уште не ми е ни верно. Дали е то така, значи би требало да биде. Сум самохрана мајка, социјален корисник на 2 малолетни деца. Лицата кои добија станови беа избрани по електронски пат, според зададена методологија и кои услови треба да се исполнуваат. За овие 76 станови во Прилеп аплицирале 232 лица, од кои 173 биле со комплетна валидна документација. Се работи за прелиминарна, неконечна листа, бидејќи по завршувањето на електронската распределба, комисијата повторно ќе излезе на терен и ќе направи увид кај сите семејства. Односно сите оние што ќе бидат на листата, кога ќе се констатира дека на лице место увидот е успешен, односно дека сите документи се веродостојни и дека тоа е фактичката состојба, тогаш ќе биде конечна листата. Целокупната постапка е транспарентна и дека во нашите договори ќе постои клаузула каде што ќе има плаќање на транспарентно, да кажам, на една минимална кирија. Иначе би сакал да напомнам дека закупнината ќе изнесува 15 денари од метар квадратен или за 45 метри квадратен стан ќе се плаќа некаде околу 650 денари, значи закупнина месечна. Бидат згрижени 76 социјално загрозени семејства и други ранливи категории. Мислам дека е ова голем ден за нив, бидејќи конечно обезбедуваат покрив над својата глава. Беше најавено дека во блиска иднина ќе се направат напори да се започне со изградба на уште една зграда во Прилеп, чии станови ќе бидат наменети за лицата со социјален ризик.